Почитувани ученици, ви посакувам добре дојде на видеочасот со мене наставничката Даниела Гирковска по предметот Работа со компјутер и основи на програмирањето. Наставната содржина за денешниот час Работа со документи. Цели на часот. Подсетување на основните карактеристики на тастатурата и користење при пишување текстови. Оспособување да одреди боја, големина, порамнување, стил на текст, внесување текст со различна подршка за работа, работа со документи во програма за обработка на текст. Документ. Документ е напишана или нацртана представа на мислата. Представува ограничена дигитална репрезентација од информации, создадени со можност за комуникација и повторна употреба. Основни карактеристики на документот се автентичност, веродостојност, целовитост и употребливост. Малку подсетување. Програмите за работа со текст овозможуваат пишување текст и печатење текст. За пишување на компјутер користиме тастатура. Може да пишуваме букви, специјални знаци и броеви. На тастатурата постојат и посебни копчиња со различни функции. На тастатурата се прикажани латинични букви, но ние можеме да пишуваме и со друго писмо. Јазичната подршка ја подесуваме на компјутерот. Во секоја програма за работа со текст може да одбереме фонт, големина, боја и стил на текстот што го пишуваме. Фонт е графичко представување на текст што подразбира изглед, големина, дебелина, боја или дизајн на буквите и знаците. Следи постапки и чекори при работа со документи. За да започнеме со работа во саканиот документ, ја пронаоѓаме локацијата каде ни е снимен документот. Најчесто документите ни се наоѓаат во фолдерот My Documents. Кликаме 2 пати на саканиот документ со левиот клик на глувчето. Кога ќе го отвориме документот, започнуваме со работа. Се потрудив, погледнете сликовито да ви прикажам. Испишување на текст. Текстот се испишува преку копчињата од тастатурата. Испишувањето на знакот од тастатурата започнува на местото на цртичката која постојано трепка. Една голема буква се испишува со Shift плюс буквата. Сите букви се испишуваат големи со вклучување на копчето Caps Lock. Горните знакови, каде што се броевите, се испишуваат со Shift плюс копчето. Празно место помеѓу зборовите се остава со долго копче Space. Во нов ред се преминува со копчето Enter. Следи фонтови. Фонт е начинот на испишување на знаците од азбуката во програма за уредување на текст. Корисникот го избира фонтот со кој ќе се пишува текстот. Фонтовите имаат своји имиња. Еден фонт може да се пишува со различна големина. Знаците од едниот фонт може да се пишуваат со различен стил, задебелени, подвлечени и скосени. Македонската подршка се избира со лев клик во долниот десен агол на екранот. Форматирање со алатки. Форматирањето се врши со цел уредување на изгледот на текстот со помош на алатките од лентата во горниот дел на екранот, како што се избор на фонт, избор на големина на фонт, задебелување и закосување на текст. Позиционирањето на текстот може да биде лево, централно, десно, порамнет текст од лево и десно. Текстот може да го селектираме и да избереме боја за фонтот. Погледнете, ученици, сликовитиот приказ е многу интересно прикажан. Доколку убаво го разгледате, ќе ви биде многу полесно и интересно, додека
ја работите зададената задача. Следи селектирање на делови од текст. Селектирањето е означување на текст. Селектирањето се прави со лев клик со глувчето на почетокот од потребниот текст, се влече до крајот на саканиот селектиран дел и се пушта левиот клик од глувчето. Корекции во текстот. Во реалниот живот секоја промена, рачно испишан текст на хартија, бара повторно пишување на целиот текст. Меѓутоа, кога текстот е компјутерски запишан, тоа е многу лесно. Корекциите може да се прават онаму каде што е потребно и онолку често колку што е потребно, а при тоа останатиот дел од текстот не трпи никакви промени. Текстот може да се поправи само на местото каде што е селектиран, буква, збор или цела реченица. Бришење. Бришење на знак или селектиран текст се прави со копчето за бришење Backspace, кое се наоѓа во десниот горен дел на тастатурата, или со копчето Delete за бришење, кое се наоѓа на горниот десен дел. Слушнете ја следнава песничка. Јас и мојот компјутер. Имам дома компјутер еден и тој за мене е многу вреден. Цел ден пред него на столче седам, информации барам, учам и гледам. На мојот компјутер има игри разни, некои од нив се заразни. Со глувчето кликам и од радост бликам. А сега еве нешто и за крај. Turn off и bye. Ученици, јас оваа песничка ја изработив на интересен колоритен начин. Се одлучив да ја позиционирам од левата страна. Насловот на песничката го задебелив и го ставив во сина боја. Првата строфа одбрав да биде во виолетова боја, втората строфа во зелена боја, а пак третата строфа во црвена боја. А сега следи домашна задача. За домашна задача во нов документ запишете ја песничката Јас и мојот компјутер. По ваша желба нека биде изборот на фонт, големина, боја и стил. Потоа зачувајте ја во саканиот фолдер во вашиот компјутер. Многу лесно и интересно. Ученици, не заборавајте, раце полни со желби не знаат за здодевност. Ми беше чест и задоволство. До видување, до следно видување.